Меѓутоа сега сум тука пред црквата и да ви раскажам приказната за оваа црква, а тоа е дека оваа црква, верувале или не, 500 години била закопана во земја. Таа била покриена или затрупана за да се заштити и се заборавило за неа. Но ова место било само природа или само еден обичен рид, додека еден човек, работејќи во локалната воденица, почел да сонува за ова место. И така со негово водство тој ги натера луѓето да копаат на ова место, не знаејќи што ќе најдат, и тие откриле оваа црква која, верувале или не, цели 500 години била закопана во земја, најмалку толку, затоа што не се знае од кога точно е направена, може и да стоела подолго во земја, меѓутоа ете дошло време таа повторно да испадне. И сега ја имаме оваа црква, една од ретките која што има оваква приказна зад неа, или можеме да кажеме ова е црква која воскреснала, односно се вратила од земјата. И црквата е многу интересна, иначе тука во самиот двор на црквата е закопан и човекот кој што го открил овој манастир. Тоа е Петре Здравев, кој во 1855 година открил оваа црква. Ево, тука е човекот кој што го открил овој манастир, Петре Здравев. И тој си почива тука во дворот на ова манастирче. Но ова црква, црквичка Свети Димитрија, освен кровот, се друго е во оригинална состојба. Значи, тие што ја граделе оваа црква, е направиле толку јака црквата што 500 години била во земја, можеби и повеќе, и ја задржала целокупно својата структура. Можете да замислите за каква супериорна градба се работи, иначе е направена од печена тула и од вар, односно од природни материјали. И мислам дека супериорноста на природните материјали успеала да ја зачува оваа црква во земја 500 години. Црквата е комплетно оригинална, а сега ќе одиме внатре да ги видите неверојатните фрески кои што се во црквичката внатре. Па ајде одиме да ви ги покажам сега фреските. Ова е внатрешноста на црквичката, ова се оригиналните фрески, останати во црквата од пред да се закопа, пред да се открие, значи стари силјадници години. И сега, дај да ги анализираме малку фреските. На едниот дел има нацртано риба, која што држи во устата човек, а на рибата има суштество со звездолика глава, која во раката држи брод. А сето ова е најверојатно снимено во вода, или можеби го објаснува потопот, или како што кажуваат некој страшниот суд. Меѓутоа, кои се овие суштества? Јас овакви суштества немам никаде до сега сретнато и ми се многу интересни самата риба, самото суштество со јава, а можете да замислите колку е големо, затоа што држи во раката брод, значи се работи за огромно суштество, кое што е насликана на оваа фреска. Ај сега да видиме и другиот дел, што мене ми е интересен на оваа стара фреска, а тоа е уште едно суштество, кое што јава на некој вид на лав, со глава ме личи на мечка, кој што држи во устата човек. Опашот на ова суштество му е змија, а на ова суштество јава
исто такво звездолико суштество како на претходната фреска, кое што не можем да видам што држи во раката, а околу исто така има голем број на птици кои што на некој начин ги напаѓаат луѓето. А и на двете фрески има исто звездолико суштество со глава на звезда, додека ликот наликува малку на човек, а телото му е секако чудно. А самите суштества што ги јаваат се некои хибриди на суштества какви што јас немам видено некаде ни да се насликани, ни да се спомнати. Значи, оваа фреска е толку уникатна, што едноставно нема објаснување за овие суштества и за овие звездолики луѓе кои што ги јаваат или контролираат овие суштества. Тоа ја прави оваа фреска уникатна, многу интересна и предмет на подетално истражување и анализирање. Секако доколку се зачува и доколку ја остават оваа фреска, затоа што гледате на веќе се распаѓа на некој начин. Па ево да ги погледнеме и другиот дел од црквата. Мене овој дел ми е најинтересен, затоа се задржав тука. Највеќе, иако и во другиот дел од црквата, верувајте, има многу интересни фрески, но јас сум фасциниран од овој дел, кој што наводно го представува страшниот суд. Ова дел од фреските, како што може да видите, се реставрирани, дел се уништени, меѓутоа автентичноста е останата. Ова е знак кој што го знаете сите добро, знакот на масоните. А ова е другиот дел на црквата каде што има, кој што можам јас така да ги наречам, фрески кои што веќе сум ги видел и се повообичаени за нашите цркви, а тоа се голем број на светци, раѓањето на Христос, и како што може да видите, многу светци. Иначе овој дел е многу интересен затоа што на некој начин им светат одорите на овие светци. И секако се уникатни, но јас пак ќе кажам сум фасциниран од првиот дел од фреската или тие суштества непознати кои што јас првпат ги видов во оваа црква и се едни од најстарите фрески на овие простори. Толку од ова видео ви ја представив оваа црква Свети Димитрije кој што се наоѓа во склопот на манастирот Свети Димитрije после Велес. Црквата е преубава, местото е преубаво, го препорачувам на сите да го посетите и да уживате во оваа уникатност на оваа црква која што била 500 години закопана. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Тука го завршувам видеото, а ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава и мистична Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.